Васко, бе, друже. Добро вечер, Како Серго. си? Поштовање. Здраво. Бе, кај што те најдов пред една година, кај што те оставив, пак те најдов на истото место. Ти освен табла правиш нешто, играш друго? Сега за сега не, ама правиме. 3 организации на надпревар во табла и еден во Бегемон за само една година и сега четврти поред во табла. Е навистина импресивна бројка која што бара огромна организација, труд и пред се логистика и навистина честитки за сето ова што ти го направи за само 365 дена во Прилеп и Прилеп го направи да биде епицентарот на таблаџиството во Македонија. Прво сакам да се заблагодарам на убавите зборови. Иначе, морам да кажам дека е мала шала дека играш само табла, морам да кажам дека за тие што не те знаат, Васко е еден од подобрите пица мајстори во Прилеп и неговата позната пица ала Васко ја знаат сите, ама објектот кај што работи не окажувам, ти нема платено за реклама. Па ќе го спомниме другиот пат. Накнадно, а исто така дека си вредно дете, кажува тоа дека сите оние што тргнале со едната нога за натаму или во пензија, му ги даваш документите за стаж, маж, М1, М2, М6, М10. Да. Така да ја ти отвори вработа, сите кои што имаат потреба таков документ, во фондот да го побараат Васко за 5 минути е завршена работата. Ова сега не ти требаше, ама ајде. Морам малце се да те пофалам вака се. Фала уште еднаш на убавите зборови. На 22 и на 23, како што кажав, го организираш четвртиот поред традиционален веќе турнир во табла. Да. Како започна целата приказна, ајде да се потсетиме малку, пред една година навистина точно на ово место и точно на овој ден го направивме првото интервју со тебе во врска со идејата која што ја доби, која што сега веќе се реализира во практика веќе неколку пати. Идејата почна од една едноставна желба да се поттикне дружба помеѓу луѓето, да се оттргнеме од секојдневните обврски, да се опуштиме. И таа е една мала иницијатива, полека сакам да ја всадам како една традиција во Прилеп, за и да стане бренд. Како пивофест, како други настани, да биде еден убав настан кај што не само луѓето од Прилеп, туку од цела Македонија, че имаат некој повод да дојдат во Прилеп. Веќе во текот на овие изминати претходно организирани надпревари, веќе и доаѓаат луѓе од други градови. Да, како што напомена и ти во најавата, во овој краток период од точно помалку од една година, организирав 4 доста успешни турнири, од кои во 2 во табла, еден во Бегемон. Ова е четврти турнир во Бегемон, значи табла, тоа е исто еден вид играње на табла, тој беше екипен турнир каде што имав екипи од цела Македонија, поточно 5 екипи од Скопје и уште 6 од цела Македонија, од Пробишти, од Штип, од Битола, од Кавадарци. И беше една преубава дружба. И дојде исто така до една идеја, оформив и едно дружение по име едно типично Ебаго табладжи. Значи, по прилепски не можеше да биде. По прилепски амин, што викам. Значи, ако не беше тоа првото зборче, само табладжи, ќе си помислеа дека од Чешиново Блешево, од Конче, од Радовиш, ама со тоа не знаат... Дека е политичка партија. Од Торонто до Токио, значи нема тука погрешување. Да. И така се роди идејата, го формирав Сдруженијето Ебаго табладжи, во кое што има членови околу од 30 до 40 ентузијасти за табла. Како клуб имаме учествувано на турнири во Скопје, на турнири во Штип. Имаме освоено прво место во Штип во Бегемон. Пред се ни е дружбата, познанствата, значи нема ширењето на другарството, пријателството, нема цена. Значи пред се таблата, освен што е на некој начин Таблата е повод. надпревари и спорт, некако вајде да кажеме. Фала Богу дека има и дружба и забава пред се. Да. Сатисфакција има, значи, за да се победи. Фала Богу, сите играме за да победиме, никој не игра за да изгуби. Али пред се е дружбата. Се игра по нешто? По кафе, по пијачка, по сок? Претежно се игра по кафе, по пијачка. На 2 добиени стандард си играме во Прилеп до 5. И така за овој турнир, значи да повторам како што кажат и во најавата, на 22 и 23 ноември се организира
во My Place во бизнис центарот на првиот спрат, турнир во табла. Котизацијата е 300 денари, бројот на пријавени надпреварувачи не е ограничен, полот исто така не е ограничен, етничката припадност не е никаква пречка за да се дружиме, така да сакам сите да ги повикам, значи кој има желба за табла да се пријави на турнир, забавата е загарантирана, а дружбата уште повеќе. Кои се правилата на игра? Кои ќе бидат? И кои табли трите вида ќе се играат? Правилата, значи се игра на трите табли, се игра надпреварувачите ќе бидат поделени во две групи, мислам во групи ќе бидат поделени, во зависност од пријавените групите ќе бидат од 5 или од 7, значи сето тоа во зависност од пријавените играчи. Ќе има награди, значи, за сите четвртфиналисти од нашите, да речем, традиционални спонзори. Сакам јавно да се заблагодарам на Пицерија Академи, на ЈК Travel, на Евротип кладилници, на Бутик Нью Йорк, на Галерија Бутик за чевли. Има уште некој? Некој ако го заборавив, нека ми прости, а Добре, сето сега ние ова, како инфокомпас, а сето ова ова, бе тоа фактурче на сите ќе му доставиме. Чекај сега. Не може поинако да биде. а за да биде успешен еден турнир, мора да има и медиумска покриеност. Тука пред се сакам да се заблагодарам на традиционалниот партнер на моите турнири што ја организирам. Тоа е Инфокомпас, Мислев не заборај готово Честанев. Котлина и Отава. Значи, без медиумска поддршка и без да се експонира човек во јавност, не бидува ништо. Затоа би сакал уште еднаш да ги поканам сите прилепчани и цела македонска јавност да се пријават на овој настан и да присуствуваат со своето учество. Значи, турнирот, големиот турнир во Прилепна табла ќе се одржи на 22 и 23 ноември. Пријавувањето е од 10 ноември, почнато е од вчера, до 20. Забавата загарантирана и ве очекувам да се пријавите. Рековте има и награди. Каков е паричниот фонд на награди? Прво, второ, трето место? Четврт финалисти? Наградите има награди за прво, за второ и за трето место, парични награди. Процентално ќе биде поделени котизацијата, значи од колку што ќе се пријава, сега ќе биде 50% за прво место, 30 за второ и 15 или 20 за трето место. А за сите четвртфиналисти ќе има ваучери од нашите спонзори. Кога пред една година точно на ово место разговаравме, рече дека идејата ти е повторно некако да ја вратиш таблата помеѓу прилепчани, малку подзаборавена со дигитализацијата, односно со мобилните телефони. Луѓето се повеќе време посветуваат во скролање на социјалните мрежи, отколку баш вакво едно дружење очи во очи. Да. Успеа ли во таа мисија? Некако се вратили таблата повторно во кафулинијата низ градот помеѓу друштвата? Па гледам вака искрено да ти кажам, поготово сега веќе во мода е во градов малскиве кафече. Гледам дека подигрува и помлади и по возраст. Значи не е таблата изгубена, живееме еден брз живот, значи тешко сега во последно време се најдува слободно време, а за табла да играш треба слободно време, барем еден сат и пол, два да речем. Тој што сака може да го најде и да се подружи и да си го опушти мозок. Колку клубови има на ниво вака како што е вашиот клуб и дали имате некаква лига, некакви надпревари, дали се одржуваат некаква федерација? Како што имам информација и имам соработка, значи
Јас колку што знам има 11 клубови или 10 бегемон во Македонија. 5 или 6 се од Скопје, има од Штип, од Пробиштип, од Кавадарци. Сега не знам, не ми такнува од другиве градови кои имаше. На првиот турнир лани кога го правев, и тој убо позитивна страна, во бегемон екипно првенство кога го организирав, Прилеп баш на ова место беше домајчин на првата иницијатива од сите овие клубови, значи 11-10 што ги напоменав. Се извинувам, и потегнате, значи имам иницијатива да оформиме еден сојуз или не знам асоциација, за да можеме овие клубови да бидеме како военно тело. Па здравје Госпо да се направи тој сојуз, да се направи една репрезентација како што има во фудбал, во ракомет, пошто во табла и во бегемон има, значи, еден куп интернационални турнири во Србија, во Грција, во Малта, значи бегемон е популарна игра, и модерна да речем во светот, е доста интересна. Кај нас толку многу не се игра, а и целта на иницијативата на ова здружение ми беше и тој спорт малце да го внесам во Прилеп, поготово да речем да го популаризирам, пошто е интересен, барем за мене. Пополека се прифајча, значи, ама не е баш така лесно, ама сепак добро. Очекувате и од други градови сега да се пријават? Да, веќе имам најава, значи од Штип имам најава, ми се најавија дека ќе дојда, од Пробиштип исто така, од Скопје очекувам исто така. Значи очекувам да има пријавени, па ајде да бидам скромен, па 50-60 души, значи очекувам. Колку повеќе луѓе ќе има пријавено, толку ќе биде поинтересно. Значи, секој пријавен играч на турнирот ќе изигра дали секако најмалце 4 утакмици. Нема да биде одма елиминационен систем, па да се работи еднакво изиграш, да речеш Стрејче имаше денеска или му одеше зарад. Оти, например, може една партија 2-3 да ми оди зарад, ама не може цел ден да ми оди зарад. Да речем во Значи, освен среќата, треба и знаење. Во се во животот треба знаење. Без знаење нема ништо. Не е во таблата само да фрлаш дупли, да речем тоа, дуплите не се сталнувај. Некој се нема да ти се погода. И кога ќе ги ставиме на ранг прилепчани со другите, каде сме во табла во бегемон? Во табла можам да кажам во првите. Во бегемон на средина. А во табла гарантирам дека сме во првите. Васко, ти благодарам за одвоеното време, за овој разговор, за турнирот кој што ќе се организира на 22 и 23. Тоа е следниот викенд што доаѓа. Еве, јас да ги повикам сите оние кои што се љубители на таблата, да дојдат во Прилеп, да се пријават онлайн. Пријавањето, како што кажавме, е до 20 и да бидат дел од оваа навистина интересна манифестација која што во тие 2 дена ќе се организира тука во градот под Марковите кули.